Добро вече во 21-то издание на четвртата сезона на Политиканти со мене Боријан Јовановски и со мојот колега кој има изгубено една опклада, пак ќе му кажам, нека се представи тоа. Не знам што е опкладата, но јас сум Саша Ордановски кој што си ги почитува обложувањата ако такво нешто сме имале. Сервус, Саша, сервус по-виенски. За Иран, дека нема да има војна. Да, и сме се кандали да, за тоа. ми вадеше тука од кладилници проценти американците. Ма тоа значи кладилниците, добро тоа. Тоа да знаеш. Се разбира за Иран, ќе разговараме подолу во емисијата. Подолу, да, подолу. Подолу во емисијата. Јас сакам да почнам, дека се присобере да чисто да кажам. Ми направи впечаток. Руте беше во Скопје и имаше разни несмасности во протоколот, колку што забележа. Ја не би ни коментирал, мислам, тие работи. И некако пак Радмила Шекеринска се уфрли во разноразни овие оговарања по социјални мрежи. Така зли, малограѓански. Иако Радмила Шекеринска во овие 2 години на најавената гордост, по мене мислам дека ако не е единствена работа што на вистина не прави горди на поширок план на меѓународната политичка сцена, бидејќи Македонија има втор човек на најмоќната воено-политичка организација. И, знаеш, тој чудно, тој мајндсет некако, знаеш, да му биде лошо некому, да не е некако нешто некому добро, да не е некој на нешто да направи добро, да го види светот и така. Тоа одма треба да се како ти кажам, да се ампутира за да не те потсеќа на твојот медиокритетски профил. И бидејќи е море од медиокритети Македонија, го имаш тој налет на тие такви малограѓански, пак ќе речем, оговарања. И добро им рече Руте, он е избран, значи тоа не е Радмила Шекеринска од владата назначена, нели, незината партија, паичпа, како да кажам, едноставно, жената си го заслужила местото, го добила, не реков дека со тоа ние сме ја завршиле целата наша работа, но е сепак нешто кое треба да се почитува. Јас не сум на социјални мрежи, Боријан, и не можем да ги следам овие реакции. Меѓутоа, до сега не сум забележал, владава влегува при крај на 2 година, кога ќе биде на власт више, и па и пред тоа, нели, имаше доволно простор за... Не сум слушнал за една средба помеѓу наши официјални лица и Шекеринска. А редовно се одржуваат во Брисел состаноци на министерско ниво и така натаму. Не сум видел ни една фотографија дека објавена и можам скоро да гарантирам, иако се разбира, не знам, дека Шекеринска не би одбила средба доколку нашиот министар за одбрана, например, или премиерот, или кој да е друг министеров за надворешни, ако побараат. Значи, они се обидуваат да ја игнорираат реалноста на еден простачки начин, бидејќи тоа е една простачка политика во суштина. Станувањето заменик... Па затоа што сме ние една провинција, во суштина, па и се ние провинцијско и целото однесување. Изборот на заменик генерален секретар на НАТО е деликатен, компликуван процес. Шекеринска, мислам дека имаше барем уште 2 силни да кажем кандидатури. Бугарката Габриел, што беше еврокомесарка. Така, еврокомесарката и имаше уште една, сега веќе не памтам што беше, како беше. И знаеш, таму нема фаќање врски. Не е тоа да се јави Мицко на некоја па каже овој ќе биде директор. Така што, да, она е резултати на некаква геополитика, бидејќи НАТО води сметка околу тоа кој се ќе биде представен на кое ниво во НАТО и така натаму. Да, југоисточното крило на НАТО требаше да биде некој, бидејќи тоа. Меѓутоа, ти да ги прашаш овие нашиве, па ја мислам дека и за бугарката ќе гласа, само доколку е тоа прашање на гласање, само да не биде Шекеринска. Исто, ќе го кажев истото. Мислам, тоа ми е веде јасно. Меѓутоа, гасни кој е тоа простачко ниво. И сега, наместо да користиме, како држава говорам, не да користиме, бидејќи види, Шекеринска секако има
достап, не само достап до информации, туку и политичка зрелост, моќна проценка, контакти кои што се далеку над целокупнава екипа што сега ја води Македонија, вклучувајќи и опозицијата, ако смеам да забележам, албанско-македонска и така натаму. И сега ти имаш едно провинциско селско инаетење со игнорирања, со пуштање ботови, ботови по веројатно по социјални мрежи. Тоа се разбира, можем да замислам какви се коментари предизвикува, меѓутоа тоа е тоа, Борјан. Што да ти кажам, си живееме, знаеш, сега пак се извинувам што ќе кажам, кој ќе се тргне човек малку од Македонија кога не е тука баш потопена и ти често патуваш, ама јас сега сум малку повеќе одсутен. Толку повеќе зашто тие како ти кажам, стварно е дегутантно, стварно предизвикува една буквално си дегутиран. Апсолутно. И тоа е тоа. Тоа не, ова чисто е... Еве имаме и донација за, додуше, тоа е и за емисија и така, од Ристо Пашковски. 771, благодариме Ристо. Фала за поддршката, значи. Сашто друга тема е, ова е на трагедија од формат на античка драма. Медеја, како да кажам. Со оваа девојка која така трагично го заврши својот живот заедно со своето дете. И ја спомнав Медеја. И гледам и повторно ќе кажам, ќе се повикам на тоа, бидејќи социјалните мрежи ти можеш да и јас не ги сакам, но они се некаков, како да кажам, некаков пулс можеш да видиш. Се разбира. Во кој некоја се движи општеството, каде како размислува. Меѓу другото, тие обвинувања кон мајката дека она детето, зашто детето, и навлегување во теми и правење на дигресии кои се разбира сосема ја одвлекуваат темата од она што е суштина. А суштината е што институциите апсолутно не функционираат, па дури тоа го викаат, што исто така е повторно дегутантно, ќе го употребам како збор, пропусти на институциите. Тоа не е пропуст на институција. Тоа е индикатор дека институција не постои. И другото, јас слушав началничката во МВР, која е задолжена за семејно насилство, мака доста сталожено, мртва ладна. Ние полицијата била таму, се обратила и жената им рекла дека тоа ќе го разрешат во рамките на семејството. Имајќи во предвид дека претходно многу пати е пријавуван човекот. И за полицајците тоа е добро, во ред, фала, пријатно, си одиме. Прво да се осврнам на овој дел за обвинувањата кон мајката зошто и детето. Медеја, Еврипид, ја познаваш. Медеја го убива своето дете од една многу побанална работа. Просто суета е во прашање. Во тоа време, во Стара Грција. Што во Стара Грција предизвикува шок, бидејќи мајката убива дете, но тоа се случува пред неколку илјади години. Потоа Брехт во 20-тиот век, мислам дека и тоа се вика, не мајка, мислам дека се вика, не сум сигурен. Да, има Брехт, има мајка. И Медеја, не, исто, или мајка храброст, или, ама е по мотивот на Медеја, да, може да е мајка храброст. Каде што го има истиот мотив, но тука е практично го тера читателот критички да размислува за одлуката на мајката да се фрли со своето дете. Затоа што мајката е жртва на ригидни патриархални околности во кои живее. И таа мајка исто го убива своето дете од револт поради притисокот кој го прави тој патриархален ментален склоп и таа култура
патриархална и воопшто социјалните прилики. Ова е почеток на брек. Кога е? Брек е Па да речеме пред 70 на години, да, например. Скоро почеток таму на пред војната, каде да. Так, да. Така што зборот ми е наместо да вистина луѓето да се фокусира дебатата на функционирањето на институциите. Сега гледам Панче Тосковски после 5 жртви во една година вика сега ние механизми ќе разработиме. Обвинителството најавува истрага во институциите за социјални грижи. Каде се пропустите? Што ми е поентата? Дека ни требаат многу жртви и се разбира огромен притисок од јавноста, која мора да реагира мощне, да реагира зрело и промислено во овакви ситуации, без разлика кој за која партија гласал. Бидејќи А тоа се и со партиите се поврза, бидејќи не го следам тоа кој на... за тоа што се, не знам, за партијата на власт, би одмолчале ако може. Зашто тоа ствара нелагодност. Затоа што нелагодност ствара во однос на нивната гарнитура. И сега, но добро е, конечно една динамика после толку многу убиства, жртви. Па мислам дека тоа ние не знаеме бројката на случаи овие жени се со живот платиле жртви се на семејство насилство буквално. Кој знае колку жени има кои се тепани секојдневно и кои веројатно и пријавуваат и се завршува, еве, со вака со полицаец кој оди и вика, добро, вие ќе завршите во... Да, добро, фала ви, пријатно. Само да се заблагодарим на Кемал Ранковски, кој што исто така има една донација, живее во Германија. Поздрав, Кемал, благодариме. Борјан, морам да ти кажам дека јас исто така нема кој не е потресен од сето тоа. Особено што во таа зграда ние имаме и блиска роднина, семејството и така, и тоа беше една траума за целиот кварт, па и за целата држава после деа, ама нели додека се дозна. Види, проблемот е многу слоевит и јас не мислам дека треба да се сведе само на Тошковски. Не, иако овдека заради социјала да, и тие сите институции. Јас мислам дека се работи и за еден општествен менталитет. Види, Борјан, пред да стигнат проблемите до внатрешни работи, до социјални служби и така натаму, сигурен сум дека семејството, соседите и така натаму, кои што се испостави дека пријавувале сето тоа и така, меѓутоа луѓето мора да сите да осознаеме дека е наша обврска да пријавиме без разлика дали се согласува жртвата на тоа. Второ, знаеш како, во нашето општество има се уште, за жал ние немаме за ништо истражување, па ни на оваа тема немаме истражување, бидејќи се работи за чувствителен општествен феномен. Не е само државата на крајот, уште и најлесно ќе детектираме каде не функционира. Но ние немаме општествен, немаме една диагноза колку проценти всушност од македонското општество си молчи за овие работи. И јас се плашам дека тој процент сите ќе не изненади. Ја дури не би рекол, кога велам си молчи, има луѓе што поддржуваат таков однос кон жените. Види, ние лани имавме 6 случаи, сега веќе имаме 4 до март. Не поддржуваат, ама во тоа не гледаат проблем. Види, мислат дека тоа едно е да не гледаат проблем. Види, имам ја сосема... ситуации во кои што мажи изјавуваат жена ми ебе, мој, ако сакам и ќе ја тепам. Да, има и такви. Не, ама тоа да. се плашам дека кога би имало истражување, ја не викам дека тоа би биле 30-40%, меѓутоа ќе дојдеш до 1% кој што во крајна линија во реални бројки се движи во илјадници луѓе, илјадници мажи кои тоа го изјавуваат. Еден патриархален менталитет, еден насилнички менталитет. Види, ова е скандалот е дотолку поголем што човеков кој што бе сопруг на женава, сега дознаваме дека има волкаво досие.
со сите можни пријави, кривични, сега слушнат наркодилер, се што треба. Значи, тој морал да биде на радарот на државните служби со многу поголемо внимание. Немаме зашто дека бил соработник на полицијата, па така и Па знаеш како тие, која од тие токсични врски, полициско, подземни и така натаму. Уште една благодарност за Zero Lag Focus. Уште една донација, ви благодариме. Види Сашо, јас согласувам дека има една таков културолошки проблем ова од брег што го зборував. Да, патриархалното општество, тие некакви доста архаични стандарди се уште живи и се провлекуваат од генерација во генерација. Но види Сашо, имаше на топ тема кај Боби, многу ми е жал што не го запамтив името, ниту па насловот на невладината организација која представуваше таа жена, кажуваше примери, многу пластично ги раскажуваше. Беше шокантно. Тоа, знаеш како, кога ги зборуваш тие работи, треба со предупредување, вознемирувачка содржина. Мислам, во полициска станица бека одат и викаат, ај, кога ќе излезете од станица, после што сакате правите. Да ти кажам и нешто. И овоја тепа, излегуваат од станица и овоја тепа. Мислам, неколку примери кажа, при што началничката беше како изненадена и рече дека она ќе види што тоа, кои се тие предмети. И би било убаво стварно јавноста да направи еден притисок тие предмети, тие случаи кои беа изнесени во таа емисија јавно, стварно да добијат една разврска, за да се дознае зошто навистина, мислам, и полицијата и социјални грижи институциите не обрнаа внимание. Единственото позитивно нешто, ако воопшто во сето има нешто позитивно, морам да се навратам на еден разговор со еден пријател италијанец на времето кога почна овие педофилскиве, особено католичките кругови и така натаму, со црквата, педофили и така натаму. Викам, види, страшно ова кај вас и така натаму. И знаеш што ми рече, он мислам, ме задума, што се вика. Сашо вика, да не се секираш, и кај вас го има тоа во истата мерка, само вашето општество молчи. Се разбира. Тоа е како за хомосексуалците. Во Холандија ги има, кај нас ги нема. Знаеш како, и тоа сега можда пак велам единственото нешто е позитивно, што еве јас и ти 15 минути како и целото друго општество во крајна линија разговараме за тоа, бидејќи на крајот подигнувањето на свеста не е само битен притисокот врз институциите, тој секако мора да следува и тоа е нешто без што не може оваа приказна да продолжи за жал до следниот инцидент, бидејќи се плашам дека како што тргнало. Меѓутоа, ако ништо друго, тоа е сега барем што викаат леге артис, тоа е сега веќе легитимирана тема за која може да се зборува. Значи и ова тие што тепаат жени, тоа се социопати, Сашо. Тоа се социопатски профили кои вака може да се прават психијатриски докторати на таа тема. Па, белки се прават. Јас сум најреволтиран од луѓето кои ги игнорираат тие појави. Ова што го зборуваше ти, кои сметаат дека тоа не е моја работа, јас да не се мешаме тука, нели? Ти имаш просто тоа чувство на граѓанска должност и одговорност да изреагираш, да пријавиш, да критикуваш институција, да дигнеш глас, за да тоа се спречи. Како, види, ти Тошковски, добро, не реков дека он е директно отвирен, но полицијата секако е битна алка во решавањето на овој проблем. Се гледај. Сакам да кажам и за време на Оливер Спасовски ова постоело. Ќе постои и после Тошковски, се плашам дека ќе постои се тоа. Ама не види, мора еднаш да се кочани се случува, пак ќе ги прегледуваме клубовите, лиценците да видиме што се случува. 5 тона марихуана се фаќа во Србија, па ќе ги разгледуваме и лиценците на производителите на марихуана, па се гледам денеска 3 одземале. Значи сега се реагира. 5 жртви оваа година жени, сега ќе
воспоставуваме механизми. За да кажам, тие работи треба да на крајот криштата некој треба да преземе одговорност во системот, а не тоа се прогласи како институционален пропуст, па не, мислам. Имам еден, во право си, мислам дека следната голема тема за која мора да поразговараме пред да го вклучиме и гостинот, бидејќи има и гостим на онлайн вклучување, се разбира кризата со Иран. Овдека еден од нашите гледаци во четот не прашува прашање дали поради кризата со Иран има големи шанси да останеме без урми и фстаци, бидејќи Иран е најголемиот извозник на тие производи, а се неопходни за великденските празници. Добро, не ја разбираме хумористичката нота во сето тоа. Меѓутоа, Боријан, да, во право си, ако ја не се сеќам дека веројатно Поли Март баш тоа го прогнозирал, тоа што го потсети. Види, јас за Трамп сум кажал што имам да кажам на време и мислам дека оваа сегашна ситуација што се случува со Иран, прво да потсетам на неколку работи. Значи, од декември до денес, практично со божичното бомбардирање на Нигерија, оваа администрација на Трамп е во една супер агресивна фаза на председателот кој ветуваше дека нема да има надворешни војни Америка. Оно кој ќе дојде дека тоа ќе престанат овие така доби избори, тоа беше едно од главните и тоа е едно од главните мотиви перманенти кај неговите главни поддржувачи во МАГА, дека Америка не треба да биде светска сила која ќе се занимава со земји кои не може ни самиот Трамп да ги најде на мапата каде се. Ти гарантирам дека не би погодил Иран каде е. А Иран е една, мислам, многу значена, голема и така натаму и стара држава. Па те биде речено, стари се 2500 години, а не 250 колку што слави Америка годинава државност. Прво ја избомбардира Нигерија за Божик. Потоа ја нападна Венецуела. Во меѓувреме распореди војска по градовите. Го крена Гринланд дека ќе го нападне Гринланд. Не знам колку бродови потопи околу Венецуела, потоа некаква изговор дека не знам што како е. Учествуваше со Израел во претходното бомбардирање на Иран, нели, сега скоро, нели, кога ја уништија нуклеарната програма, за кој тогаш велевме дека тоа е една пропагандна операција и сега конечно влегува пред недела дена во една голема војна операција, која што сега и самите тие признаваат, кога велам самите тие, мислам на администрацијата на Трамп и Трамп, тоа е една таква збунка, една таква хаотична, никој не може да објасни зашто баш сега и никој не може да објасни што се целите на операцијата. Говорам, никој се слушна барем 5 контрадикторни објаснувања од Марко Рубио, од Хексет, од портпаролката, од самиот Трамп. Значи, во еден ден по 2-3 пати се демантира, да не спомнам, Конгрес и така натаму. За ниедно од овие операции што ги прави Трамп по светот не се бара одобрение од Конгресот, иако според американскиот устав не можеш да покренеш војна доколку Конгресот тоа не го одобри. Макар да е таа војна како онаа ирачка во времето на Буш, види, макар и да лажат, вложија огромни напори сепак да добијат одобрување од Конгресот за тој вид на... Овој вика, баш ме заболе, каков Конгрес нема везе, ова е истиот речник како Путин. Ова е специјална операција, не е војна, ама истото. Сега. И нашава публика, предпоставам дека не е баш свесна за тоа за што станува збор кога говориме за Иран, за каква во суштина држава и што е цел. Прво, малку луѓе разбираат дека иранците не се арапи. Иранците се персици. Тоа е една од најстарите култури во цивилизациите во светот. Редкувави жени. Добро, и самиот ирански јазик е поблисок до евројазиците отколку до арапскиот јазик. Второ, Иран е огромна земја. 80 милиона. Па, 92 според некој, официјално околу 85-6, да речеме околу 90 милиони луѓе. Трето, види, луѓето
тие работи не ги знаат. И имаме 7-8 соседи. Јас на сите им препорачувам да погледаат мапата. Кога се работи за вакви компликувани операции, секогаш е упатно да се погледа мапата за да се свати која е компликацијата на иранската позиција во смисла да ти него која ќе го нападнеш. Значи, тоа не се само арапскиве земји. На Иран се соседи Пакистан, која е нуклеарна сила. Соседите Туркменистан, соседите Турција. Па овие 5-6 арапски држави. За да добијат нашите, овие, мислам, јавноста Така во е, Македонија така е. малку по... Трето, види, луѓето не разбираат, значи, јас не сум бил во Иран, бидејќи меѓу другото проблемот со одење во Иран беше и се уште е сега особено и така. Ти стават ли печат дека си бил во Иран, потоа имаш проблем да патуваш низ разни земји во светот и да добиеш уште од времињата на визите и така, да добиеш виза. Тоа е иначе една импресивна земја, не само што е огромна, туку е култура, историја. Импресивна култура, 1000 годишна, 2500 години култура. За жалост, сакатена од овие фанатици религиозни. Ова се релативно нови феномени. Сега, што е поентата уште една мала додавка за да разбират луѓето? Иран е најголемата шиитска држава во светот, а шиитите се отприлика околу 15 на 20% од муслиманите. Другите се сунити, алавити и така натаму. Меѓутоа, Иран во тој регион не само што е најголемата шиитска држава, туку сега да не навлегувам во што е спорот помеѓу шиитите и сунитите, да речеме дека во тоа сега не би влегувале. Меѓутоа, тој спор шиитско-сунитски во историјата има многу повеќе меѓусебни жртви отколку било какви напади други што се одвиваат. Таму има милиони загинати заради тој спор. Од 90 милиони иранци, 20% се бидејќи им е соседите се разбира Азербејџан, се азери. 10% се курди. Значи, види, на 90 милиони, 10% се 9 милиони курди. 20% азери, тоа се 18 милиони азери. За курдите да не разговараме, бидејќи тоа е еден прастар проблем, една огромна нација која што нема своја држава. 20-30 милиона. Така е, и која што нега е распространета во целиот тој регион. Сакам да кажам сега следува, види, израелско прво станува јасно дека во целата операција Америка е вовлечена од страна на Израел, бидејќи тоа сега веќе излезе, па го демантира, па панично го коментира и така натаму, меѓутоа јасно е дека оној Биби Натањаху, кој што е веројатно првиот евреин што ќе биде и официјално обвинет за геноцид, мислам неверојатна една ситуација, една трагична судбина на неговиот народ, да заврши со тоа што тој прави геноциди и неговата влада. Мислам, тоа е се друга приказа, сме го зборували дека е така. Он вели на Трамп сега или никогаш не е шанса да ги бомбардираме. Добро, него им ја уништија нуклеарната програма пред некој месец, кога ги бомбардира. Сега одеднаш не е уништена, туку сега треба да ги добомбардираме. Го вовлекува Трамп во приказната, Трамп испраќа таму 2 носечи на авиони и така натаму и влегуваат во една операција во која што тие се воено апсолутно супериорни, бидејќи за 4-5 дена им ја ликвидираа морнарицата и авиацијата. Меѓутоа, Иран располага со огромни капацитети на ракетни системи од најразлични калибри. Некои се со домет од 300 км, но имат и такви што имаат домети 2000 км. Бидејќи за да гаѓаш од Иран кон Израел и впрочем од Израел кон Иран, ти треба барем уште 2 држави други да ги надлеташ. Тоа се најмалку Јордан и Саудиска Арабија, или има и други варијанти, но тоа треба да патува 1000-1500 км тие проектили. Иранците имаат и суперсонични ракети. Нивниот проблем е што во оваа сега операција, а и минатиот пат, многу тие, бидејќи не се проблем само ракетите. Никој не знае точно колку ракети имаат од овие големи домети, други дронови нели произведуваат илјадници. Проблем се лансерите. Во меѓувреме Иран што направи во последните 10 години, особено после ирачко-иранската војна 80-88 година, најголем дел од тие лансери ги смести длабоко под земја. Значи, кога велам длабоко од земја, на неколку стотици метри под земја. Велат дека најдлабокото им се на 500 метри, бидејќи, како што видовме, американците особено располагаат со бомбардери кои што бушат и... Има специјални лифтови,
ги дигаат со лифтови, палат ракетите и ги повлекуваат. Бидејќи во моментот кога ја стартуваат ракетите за гаѓање овие проектиливе, сателитите амерички одма ги фаќаат кадете, локацијата и одма се гаѓа тоа. И сега никој точно не знае до каде е таа приказна стигната и така натаму. Иран секако воено ќе ја изгуби оваа битка, бидејќи не може да се спротистават на волкава војска, кое што ја има мобилизирано и Трамп, а и израелците. Меѓутоа доаѓаме до нови проблем што минатиот пат го раскажува. Види, американците се во тактичка смисла брилијантни на војно ниво. Меѓутоа сега што понатаму? Бидејќи стратегијата на Иран стана јасна. Нас ќе не уништувате добро, ќе го дестабилизираме целиот регион. И потоа последиците ќе бидат долгорочни, компликувани за цел свет, не само за регионот. Второ, што викате, сакате да имаме добро, бомбардирајте не. Прво, види, има лимити на американско-израелските муницијски фондови. Значи, тоа не е без лимити. Ако ви викат можеме ние долго и така натаму, и тие ракети имаат број кој ќе ги испукаш, нема веќе што да пукаш. И викаат, дојдете во Иран. Бидејќи да не забораваме, не само што е 90 милионска, туку имаат негде околу 2-3 милиони армија луѓе под оружје. Тоа се различни структури, војска, специјална ова исламистичка гарда, полиција и така натаму. И практично влезат ли таму, што викаат со boots on the ground, значи влезат ли со пешадија сега гледам ги мотивираат курдите да се активираат. Курдите викаат, види, минатиот пат со Сирија ние го изедовме најдолгото, ништо не добивме. Сирија ги наоружува, да. Така. Ако ми дозволиш, Саша. Да. Значи, да кажам, стратегијата на Иран е ова сега да се разлече, да се натераат да влезат и да тоа стане една карклјанац невиден, бидејќи таа земја не можеш ти да окупираш на ниеден начин во никаква ефикасност, бидејќи тоа огромни простори се во прашање, огромни капацитети и така натаму, и практично да го уморат противникот. Тоа е стратегијата и таа стратегија не се чини нелогична. На американците? Не, на иранска страна. На Иран стратегијата, ако ми дозволиш, мислам дека е сосема моторна тоа што го рече, да направат конфликтот да го направат регионален. Тоа е... Па тие веќе го направи. Заправо, прво, не е иронијата. Веднаш по формирањето на бортот за мир почнува операција... Така е, така. Сега гледај, за човекови права таму не станува збор. Бидејќи таму има еден легитимен дел во однос на тоа, бидејќи тоа е стварно диктатура која е доста језива. Они потепа своји луѓе нејадници. Тоа види. А Трамп не влегува за човекови права, тоа го видовме во Венецуела. Атомска сила не е, видовме дека он сам Трамп неколку пати па CNN ги караше дека објавија дека можеби не е уништена целосно, па фейк ньюс вие тоа беа навреди. Уништена е, значи, атомската програма. Видовме дека ни Иран не е некоја сила, бидејќи еве после се они реално немаат некаков ваму таму ќе испукаат ракета. Она што е проблема кај шиитите, овој поглаварот, ајатолахот, им беше прв таргет. Во нивната, во таа шиитската култура, ајатолахот му доаѓа нешто како папа во за католиците. Тоа е. Сакам да ти кажам. Значи, тоа е една мобилизација на сите шиити секаде во светот. Да. Сега пази ги консеквенците. Ако оваа војна не е блискрик или операција како во Венецуела, ако она малку се одолговлечи, а по она што го гледам и слушам од анализите, Трамп нема некое конкретно сценарио колку ова ќе потрае. За републиканскава армија они не се плашат толку од пораз воен, колку што се плашат од промена на системот во кој би останале они. Бидејќи таму одмаздите ќе бидат преголеми. Проблемот е сега, поради оваа доста сложена структура, да се случи она што им се случи во Либија, она што се случи во Авганистан, Ирак, во Сирија, каде што ќе направи низа на непријатности на сојузниците на Западот, Катар, Оман, Саудиска Арабија, Турција вклучително, кои се прво се сојузници на демократскиот свет, да речеме, иако не се нешто демократски земји, и второ, од Блискиот Исток, преку Ормоз пролаз, 20% од нафтата
доаѓа. Сега, он не донесе мир во светот, економија не само не може американската економија да не го осети ова. Ти не можеш да водиш политика во која тебе ќе ти уведам царини, толку 200, 300, па почнуваш војна која е неизвестна. И во една таква турбулентна состојба светот, економска, политичка, геополитичка, воена, економиите не постои држава која добро ќе побине. Иронично, веројатно, ова сега пуканки нарачува Трамп, Путин, на кому единствено му одговара зголемување на цената на нафтата која он им ја продава на кинезите и на сите на индиците вклучително. Трамп и правеше притисок на индиците да не купуваат нафта од Русија. Сега купуваат и го скрати и ово од каде што земаат од Блиски Исток. Па каде да купуваат индиците? Значи во Индија е проблем. Кина исто влегува во еден проблем. Сакам да кажам еден таков хаос во кој меѓу другото би сакал да му одговорам на еден гледач пред малку постави едно прашање дали сум за влез на непалците и кинезите во уставот македонски. Се разбира цинично од негова страна, бидејќи сметам дека треба да стават бугарите не заради бугарите, туку заради исполнување на условите од европската рамка, бидејќи Македонија како мала земја, и тоа сме го зборувале сашо неколку пати, во оваа ситуација, вчера, што би се рекло, требаше да направи се за да почне преговори и да влезе во таа европска приказка која добива сега една динамика на Ќе го разговараме тој со нашиот гостин околу Европа. Така што, инаку, јас него би го прашал дали, например, што мисли вака Македонија ако остане, дали за себе ќе обезбеди убав, квалитетен, перспективен живот за семејството, за поколенијата и така натаму, па нека размисли. Ќе дојдеме до европските теми, бидејќи гостинот околу тоа ќе го ангажираме за некои 10 минути, но уште неколку поенти кои мислам дека се важни околу овој хаосов што сега се случува. Прво, веќе се проценките дека секој ден од војната Соединетите американски држави ја читат $1.000.000. Значи, и тоа под предпоставка дека ќе оди со ова умерено темпо, значи дека нема да засилат од темпата. До сега, значи, тоа кошта 6-7 милиарди, тоа не е битно. Трамп веќе говори за повеќе неделна војна која ќе следува. Официјалните проценки воени се дека веројатно ќе биде барем 8 до 12 недели, значи уште 3 месеци. Што ќе се случува за уште 3 месеци, мислам дека никој не знае, вклучувајќи го и Трамп. Што потоа е прашањето? Сега, што потоа? Во моментов денеска Трамп даде изјава дека имало на денеска даде изјава Трамп дека ги повикува да се предадат иранците. Да. Се прашувам на кого да се предадат. Еве да речеме дека ќе се предадат. На кого? Да, нема војска долу. Па, да. Види, како да се предадат? Ти сега замислуваш дека овие огромни радикализирани муслимански разноразни фракции, државни институции, тоа огромна држава, 90 милионска, регионални власти. И сега на кого ќе се предадат? Тоа, разбирам да се предадат кога ти ќе ги окупираш, па они ти го дадат оружјето и вика, добро, капитулиравме. Значи, на тотална безвезарија, нема врска со ништо. Второ, со ударот со убивањето на Ајатолахот практично ги утепа уште 5-6 други луѓе за кои Трамп планирал дека некој од нив можел да преземе власта. Сега нема ни јасна замена. Трето, веќе се заканија дека ќе го утепат и наследникот на Ајатолахот. Мислам, овој наводно синот, нели, на Камнеи, кој што пак овие го кријат и не кажуваат дека го избрале, дали го избрале поима немам, бидејќи овие навистина се во состојба и него да го ликвидираат. Гледаме дека тоа може да го прават. Тоа е како утре да фргаиш бомба во Рим и да го утепаш во Ватикан и го утепаш папата. Да. И сега треба сите други да види, богати папата, види, стварно не беше многу демократ. Мислам, види, овој разговор ние не го водиме во никаква одбрана на иранскиот режим, кој што има јасна еден историјат на ужасен режим. Меѓутоа,
докомпликувањето на целата регионална ситуација само ќе ги направи работите дополнително полоши, вклучувајќи го и за Израел. И меѓу другото состојби како Либија, Сирија и така натаму. Тоа се тие состојби кои го предизвикаат најголемиот број на бегалци, кои се разбира, нема да одат во Америка, туку ќе тргнат кон Европа. Па тогаш исто би го прашал тој дали можеби бугарите не би биле добро решение за уставот кога ќе тргне тој број бегалци. Второ, тероризмот кој ќе го предизвика поради ова што го споменавме, како некој да го убие папата, па еве и за православните во патриаршијата да ја бомбардира во Москва, на пример, не е битно или во Истанбул. Мислам, како последиците се бројни и сериозни, и сега го имаш Орбан кој е против емигранти, но го поддржува Трамп, кој води политика, кој го стимулира миграцијските. Те разбирам, но да ти кажам, не е Орбан најголемиот проблем. Трамп и операцијата во Иран ја поддржи Фридрих Мерц. Трамп и операцијата во Иран ја поддржи Марк Карни, премиерот на Канада. И сега се поставува прашање. Ако од една страна, како на пример канадскиот премиер, како на пример Европската унија, Фридрих Мерц и така наму, бараш да важи меѓународниот систем во трговија, сите го обвинуваат Трамп дека ги руши меѓународните стандарди, а од друга страна и во случајот на Украина се разбира, Путин, а од друга страна кога се работи за Иран, бидејќи таков е режимот во Иран како што го опишуваме и сите се согласуваме дека е ужасен, тогаш може да се гаѓа и да се симнува од власт по избор на најголемата империалистичка сила, а во моментот тоа се американците. Најголем корист, повторно ќе ти кажам, има Русија, затоа што прво ова оттргнува вниманието, фокусот од состојбите во Украина и она силеџиство на Путин во што го прави во Украина. Пази, при тоа денеска читам Вашингтон Пост. Откриваат разузнавачки извори, се повикуваат анонимни, Вашингтон Пост објавува дека русите им помагаат на Иран да лоцираат таргети на американската армија во Блискиот. Исто, па мислам, тоа е едно општо вака лудило. Јас ги читаме сите тие анализи, се разбира и тоа сега бројни луѓе. Јас лично не се чувствувам експерт за арапскиот свет и за овие конфликти, иако знам многу повеќе отколку веројатно просекот на. Извини, Сашо, Фишо мислам дека може да го бара гости. Да. Јас не мислам дека Русија во крајна линија ќе има голема корист од ова. Да, таа ќе биде краткорочна, неколку месеци, кризата со нафтата и така натаму. Тоа не може очигледно да трае многу долго. Мислам, не знам. Предпоставувам дека, бидејќи го гледам, Трамп само чека да прогласи победа и да се повлече. Каква ќе биде таа победа, ама он знае што му е. Него е битно. Не само тоа, него човекот, знаеш, како има интерес за работите, дека не му досади. И кој ќе му здосади, вика, ај, доста е се ова. Од друга страна, види, факт е дека ударот врз Русија глобален е многу жесток, во смисла на тоа дека изгубија Сирија, изгубија Венецуела, Куба е веројатно следна, а го изгубија и Иран. Русите не успеа, како впрочем ни кинезите, нарачките и платените, дури ми се чини, лансери и ракетни системи да ги достават до Иран. Тоа е 2-3 годишна приказна, бидејќи русите ги истрошија за украинците. И немилосрдно ги трошат, при тоа и украинците им уништија не знам колку од тие системи. Затоа Иран и вака немоќен меѓу другото. Така што мислам, кога ќе седнеш малку на среден рок да види ситуацијата, Русија од ова нема да има никаква битна корист, мислам дека има штета. Ако се дестабилизира ситуацијата во Иран, што се можно, тогаш ќе уследи една крвава, ужасна граѓанска војна со сите овие последици кои ти ги говориш. Нема да бидат проблем фастаците, ова нашиот и урмите, ќе бидат проблем потоа бегалци кои што најверојатно рутата ќе им биде преку Медитеран повторно во Европа, оти нема каде, а ова е најголемата држава, види, Пакистан е поголема од неа едно 2-3 пати, види се тие меѓу 200 и 300 милиони, не можеш точно да кажеш колку се, но другите, дури и Турција е помала, да не зборам за овие сите други околни држави и така натаму. Така што влеговме во една авантура непресметана на овој што седи у Вашингтон, за која образлагав што мислам јас за него уште кога требаше тоа да се каже, кое што ќе не чини многу сите, за
среќа во несреќа неговите поддршката во Америка му е, види, необично е, секогаш кога Америка стартувала војни, поддршката на председателот била во тој момент највисока. Ово има најниска поддршка и меѓу своите, не зборам за општата јавност. Ситуација да изгуба во Тексас. Катастрофално. Во Тексас. Катастрофално. Но ја потурна малку на страна педофилската огромниот скандал со Епстин. Се разбира. Мислам тој ќе му се врати, тој нема да го снема. Таму сега веќе, како да кажем, кога го слушам, Такер Карлсон изгледа као либерал кога збори за за овие случувања, мислам неверојатно. Тоа му се случува во базата на Трамп. Катастрофата што ќе ја доживееме и ја живееме со доаѓањето на Трамп на власт и ќе биде огромна преце за американците и за целиот свет и таа ќе трае уште долго и со тоа да завршам, јас и понатаму мислам дека Трамп нема да доживее крајот на својот мандат во некакви нормални околности. Мислам дека него во една мешовита здравствено-политичка атмосфера се плашам дека оваа можда рано идната година он ќе го заврши мандатот, што ќе биде потоа, тоа е друга сега анализа, да не ја отвараме таа приказна. Меѓутоа он такви глупости направи за толку кратко време што е просто невозможно со ваква ниска поддршка која што има и со ваква една длабока поделеност на американското општество, класичен популист, мислам. Со тоа што таму се уште нешто од институциите функционираат, но за жал не и Конгресот. Бидејќи Конгресот си молчи, републиканците го поддржуваат, ќе доживеат катастрофа на изборите, но до тогаш Трамп има поддршка. Пичо, дали го имаме гостинот? Одлично. Да, време е да поразговараме малце со нашиот гостин и ако го гледаме, чао Ади. Ади Черимагич, инаку аналитичар, сениор аналитичар во Европската иницијатива за стабилност, еден од поголемите и позначајни think-танкови во Европа, која го предводи Гералд Кнаус, кој мислам дека е познат на нашата јавност. Ади е сега вака еден од неговите десна рака, ако кажам, не знам дали ќе погрешам, бидејќи Ади е сега присутен на сите конференции позначајни кои се одржуваат во Европа, меѓу другото... Со Кристоф Бендер пиевме кафе некни, бидејќи Кристоф Бендер го покрива Балканот, во Виена баш пиевме кафе. Кристоф Бендер, Ади и Гералд Клаус, тоа е тројката на ударната тројка на Европската иницијатива за стабилност. Меѓу другото, Ади, кој живее во Берлин, минатата недела присуствуваше на еден брифинг на кој комесарката за проширување Марта Кос презентираше различни сценарија за проширувањето. Некој од нив и кај нас се начна на доста шпекулативен начин, се разбира, но еве, ова е човекот, мислам, кој навистина може изврно да ви каже зашто, барем кои се од шпекулациите имаат некаква релевантност, бидејќи мислам дека се уште нема никакво прецизно сценарио за тоа што ќе се прави со Европската унија. Ади Черимагич, добро дојде во Политиканти. Добро вечер, хвала на позив. Дали не разбираш македонски прво, Ади? Мислим да. Пратил сум вас тоа во ми време, драго ми е, да. Дека по разноразни конференции англиски зборуваме, потоа ова екс-југословенски, но тука се обидуваме вака во јавноста во Македонија, македонски се разбира да зборуваме. Сашо? Ади, овдека е актуелна темата, предпоставам како и на целиот Балкан, ние фаќаме приклучок со процес со Србија, со Вучич кој излезе, па и Еди Рама во Албанија и така. Овдека сега се продава една нова приказна дека всушност Европската комисија и Европската унија размислува да го смени начинот на прием на нови членки, да направи сега некакви варијанти, одложени членства, членства без право на гласање, вклучување во заеднички пазар без можности за
политички некакви делувања и така натаму. Не би било лошо да чуеме што е всушност последниот брифинг кој што го имавте од Марта Кос, бидејќи според информацијата што јас ги имам, јас сега живеам во моментот во Виена, па таму имам повеќе пристап до разноразни европски кругови, а и Боријан кој редовно има. Европската унија, јас имам впечат дека воопшто ништо од ова што на Балканов се збори, нема таму некаква значајна дискусија, осим што се малку зачудени што ние овдека нашите политички елити развиваат вакви сценарија за кои они прилично резервирано стојат. Дали е тоа точно и што вели брифингот на Марта Кос? Sam briefing koji je održan ovdje u Berlinu bio je dio njene posjete Berlinu koja je trebala doći kao nastavak razgovora koje je Europska komisija htjela pokrenuti u ponedjeljak na Kipru, a vezano za šta da se uradi sa zahtjevom predsjednika Zelenskog da Europska unija omogući, odnosno osigura članstvo te zemlje u sklopu mirovnog sporazuma. Sama činjenica da taj razgovor u ponedjeljak, odnosno u utorak, nije mogao biti održan zbog rata u Iranu, odnosno zbog projektila koji su letili prema Kipru i da je sve moralo biti otkazano i pomjereno za kasnije, govori u stvari u kakvom vremenu je Europska unija i njeni vodeći ljudi, ali i mi svi živimo. Dakle, čitava ova priča u kojoj smo sada i neke elemente ste spomenuli i vi, je rezultat toga da s jedne strane Ukrajina vodi svoje pregovore o miru u sklopu kojih želi da izvuče, da tako kažem, članstvo u Europskoj uniji. S druge strane, činjenice da ni predsjednik Zelenski, ali i niko od nas nema povjerenja u mogućnost Europske unije da sa sigurnošću nešto obeća. I u stvari svi razgovori koji se trenutno vode rezultat su toga mirovnog sporazuma i činjenice da ne postoji povjerenje da Europska unija može nešto obećati. Dobro, ali ovde kај нас и прошири вака вест една, цела недела се потроши на неа, околу можноста Македонија и другите земји од Западен Балкан да станат членки во Европската унија со затварање на поглавја за надворешна политика и правда и веројатно владење на право и потоа градуелно да пристапуваат во Европската унија, што за нашата влада е прифатливо во тој случај да го исполни условот да ги внесе бугарите во уставот. Мислам, тоа беше склопено доста за мене неразбирливо од страна на премиерот. Јас се обидувам да ти го парафразирам некако. Па што е точно, зашто точно се разговара за овој тип на некаква нова генерација на нова методологија на приклучување практично, со оглед на тоа што знаеме дека една нова методологија за проширувањето веќе е донесена во 2019 по барање на Франција. Da. Osnovni problem je što među zemljama članicama Europske unije u stvari u ovom trenutku nema dogovora, odnosno nema saglasnosti pod kojim uslovima bi oni u stvari prihvatili nove članice Europske unije. A s druge strane imamo pritisak ne samo Ukrajine i predsjednika Zelenskog, već i pregovora sa Crnom Gorom koji su u stvari došli u fazu kada bi se trebalo razgovarati o samom sporazumu o priključenju i svim tim detaljima koji se tiču načina pod kojim bi Crna Gora postala članicom Europske unije. I u tom svjetlu, znajući vjerovatno raspoloženje zemalja članica Europske unije, Europska komisija je, rekao bih, dosta hrabro željela da otvori razgovor sa zemljama članicama o svim mogućnostima, pa uključujući i onu da se u potpunosti proces proširenja obrne na glavačke i da se krene sa time da nakon ispunjavanja osnovnih uslova, dakle vanjske politike, vladavine prava i još određenih nekoliko uslova da se postane članicom Europske unije, da se prođe kroz čitav proces ratifikacije i svega ostalog, a da onda kao članica Europske unije
polako krene kroz ispunjavanje uslova svaka zemlja postajati dijelom politika, dijelom jedinstvenog tržišta, vjerovatno dijelom i fondova i na kraju krajeva onda i glasanja. Mislim da ta opcija, koliko god bila najzanimljivija u javnosti, jer je zaista na neki način revolucionarna, vjerovatno ima najmanje podrške među zemljama članicama Europske unije, zato što bi ih natjeralo da otvore raspravu o pristupanju, proširenju vrlo rano u procesu, bez da su kandidati ispunili sve uslove, i to bi, pretpostavljam, zemlje kao Francusku pa i Njemačku dovelo u mogućnost jedne političke krize gdje u stvari većine u parlamentima i gdje je potrebno referenduma ne bi došlo. Tako da mislim da ta opcija je u stvari koliko god revolucionarna i naglavačka i koliko bi možda ispunila te uslove i očekivanja predsjednika Zelenskog, u stvari je najmanje vjerovatna zbog internih problema, odnosno internih izazova koje bi onda zemlje članice imale. Ali istovremeno ние ја знаеме историјатот на проширувањето на Европската Унија. Често пати тоа биле процеси во кои што повеќе влијаела политиката, почнувајќи од раскленувањето на Грција, па дури и Португалија и Шпанија на времето и така натаму, до овие најнови состојби во кои што Европската Унија на крај носила политички одлуки без разлика на тоа во каква состојби биле земјите што се зачленували и така натаму. Бидејќи си во центарот на одвивањата на сите овие, како да кажем, овие бури кои што се случуваат околу Брисел, Берген е секако еден од европските центри и така натаму, имаш ли ти впечаток дека можеби ќе дојдеме повторно во ситуација не само за Украина, конечно, која е главното прашање, туку и за сите овие други балкански земји кои се преостанати, па и Молдавија и така натаму. Имаш ли ти впечаток дека е можно да се сепак дојде до една ситуација во која што Европската Унија ќе каже: добро, сега ќе правиме повторно некакви специјални начини на пристапување, бидејќи ова редовно не може да даде резултати, не може политичките цели да ги исполни, или тоа не постои? Mislim da jedno takvo razmišljanje pa i pitanje nije uopšte iznenađujuće s obzirom na istorijat, pogotovo naših iz regije odnosa sa članstvom u Europskoj uniji, zato što jednostavno traje predugo. Mislim da smo svi zaboravili, pa i oni u Europskoj uniji, da u stvari proces priključivanja, kada je ozbiljan i kada postoji volja sa strane Europske unije, ne traje, odnosno ne mora da traje dugo. On traje od neke 3 godine do 5 godina zaista intenzivnih priprema, intenzivnih reformi. Ukoliko govorimo zaista o tome da Europska unija kaže želimo zemlje nove, želimo im dati podršku da se pripreme, i onda naravno ti kandidati kada imaju jednu takvu ponudu, do sada nikada se nije desilo da osim u slučaju Islanda da zemlja jednostavno je odustala recimo od tog procesa. Zato mislim da je izuzetno važno podvući da je moguće u relativno brzom vremenskom periodu i pripremiti zemlje i da te zemlje postanu članicama Europske unije. Ali fundamentalni ovdje problem zaista jeste da zemlje članice Europske unije nisu spremne za dalje proširenje. Njihovi strahovi idu od problema veta, glasanja, problema broja članova u Europskom parlamentu. U nekim razgovorima pozadinskim koje sam i ja imao, jednostavno kad pričate sa ljudima u parlamentima u Europskoj uniji, oni vam kažu: a koje će zemlje morati odustati od svojih parlamentaraca u Europskom parlamentu da bi te neke nove zemlje dobile, do pitanja budžeta, pitanja recimo poljoprivrede u slučaju Ukrajine. Dakle, toliko se u ovom trenutku situacija ne među onim koji se bave regijom ili Ukrajinom ili proširenjem, već većini ljudi koja se ne bavi tim pitanjem, u stvari postoji ogroman strah i ogroman oprez prema daljom politici proširenja. I zato je ova debata, odnosno otvaranje ovakve jedne debate prouzrokovalo takvu i buru, kao što ste rekli, i rekao bih i emocije podigla. Ja se nadam da u procesu ovog koje smo sada, a u kojem smo bili recimo i 2018. godine, kada je Europska komisija, samo što smo to možda zaboravili, rekla u februaru da bi Crna Gora i Srbija mogle biti pripremljene za članstvo 2025. godine, pa je onda predsjednik Macron i Francuska to zaustavili u Sofiji
2018. godine. Bili smo u ovoj situaciji, samo se nadam da iz ove situacije, iz ove debate ćemo izaći sa nečim konkretnim, ne samo za Ukrajinu, već i za zemlje Zapadnog Balkana. I u tom smislu ne bih isključio jedan pozitivniji rezultat nego 2018. godine, ali on uopšte u ovom trenutku nije siguran ili nije osiguran u tom smislu. Adi, и Европската иницијатива за стабилност била критична, скептична во однос на разни ветувања од Европската комисија за околу проширувањето и сте биле во право. Кој е твојот впечаток од таа средба со Марта Кос која имавте во Берлин после, предпоставувам, повеќе часот на дебата, разговор кој сте го имали? Дали кај неа постои ентузијазам, некаков оптимизам дека во нејзиниот мандат ќе има нова земја членка од Балканот? Ja mislim, moj utisak ne samo iz tog razgovora, već iz ranijih razgovora jeste da zaista u liku komesarke Marte Kos i zemlje regije i Ukrajina i Moldavija imaju zaista jednog prijatelja, nekoga ko je u roku od godinu dana, nešto više od godinu dana, a prije toga nebavljenja politikom na najvišem nivou, u stvari, rekao bih vrlo jasno, opipala puls ne samo kandidata i šta je potrebno kandidatima, već i zemalja članica Europske unije i na neki način ne samo ona, već i čitava Europska komisija su ušli u ogroman rizik, prije svega sa govorenjem onoga što mi kao koji pratimo proširenje znamo, a to je da recimo Crna Gora, Albanija pa i Makedonija, ali i Ukrajina i Moldavija mogu biti u jednom razumnom vremenu spremne za članstvo u Europskoj uniji, ali da je potrebna volja i zemalja članica Europske unije i sada izlaženjem sa različitim opcijama mogućim, u stvari dosta hrabro postavila stvari, da tako kažem, pred zemlje članice. Sad je na zemljama članicama da odluče šta će se s time desiti. Ja o nikakvom entuzijazmu, ne govorimo o njoj, ona naravno ima entuzijazam za svoj posao, govorim generalno u zemljama članicama, entuzijazma nema, zato što su problemi i izazovi svjetski, europski, pa i domaći ogromni, i svaki sedmice izgleda, čini se kao da imamo neku novu krizu kojom se vrh zemalja mora baviti. Tog entuzijazma ne postoji. Međutim, da postoji odgovornost i osjećaj odgovornosti prema Ukrajini koji je veći nego što je prema Makedoniji, nego što je prema Srbiji, to zasigurno postoji. On je na puno višem nivou nego što je posljednjih 10 godina ikada bio kad su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana i to je ono što meni daje neku vrstu nade da iz ovog čitavog procesa možda možemo izaći sa nekim konkretnijim prijedlogom Evropske unije prema Ukrajini, a onda i prema drugim zemljama. Уште едно прашање, мислам, не би сакал да споредувам никако со Украина, но мислам дека Европската унија треба да има известна грижа на совест и во однос на Македонија. Мислам, јасен е случајот. Како беше презентиран случајот на Македонија? Предпоставувам, разговаравте за сите земји во овој пакет кои се аспиранти. Како се чини можноста Македонија да излезе од овој виши цркл во кој самата се разбира се внесе откако заглавија со одбивањето на европската рамка и постои ли оптимизам за тоа дека Македонија може тука некаков исчекор да направи? Ja mogu reći šta ja mislim, odnosno šta ja govorim ljudima sa kojim se susrećem, a to je da ono što osjetim iz razgovora sa predstavnicima Ukrajine, ono što je vidljivo iz govora predsjednika Zelenskog, javnih preskonferencija kada govori o EU procesu, jeste da on više ne vjeruje da Europska unija, odnosno 27 zemalja članica, može njemu kad nešto obeća, onda i dati. Već određeni period je blokiran od strane Mađarske, pozivi za konkretan datum su blokirani direktno evo ovdje iz Berlina, odnosno iz Minhena, od dvije sestrinske stranke, najvažnije stranke u Njemačkoj i povjerenje to je preknutno, odnosno ne postoji. I uvijek kažem da mlađa sestra, odnosno starija sestra po iskustvu, u tom smislu je u stvari Sjeverna Makedonija, odnosno Skopje,
i bilo koji da je političar na vlasti jednostavno ne može na televiziji ili javno bilo kome reći sa sigurnošću da treba nešto uraditi zato što će nešto Europska unija konkretno u smislu članstva ili nekog ogromnog benefita dati. I da u stvari ono što u Ukrajini trebamo izbjeći jeste da i Ukrajina završi u toj klopci, da tako kažem, u kojoj se našla Sjeverna Makedonija i u tom smislu izlazak iz situacije kada govorimo o EU integracijama za Sjevernu Makedoniju je, rekao bi, sličan kao i za Ukrajinu. Ukoliko Europska unija ne ponudi konkretno nešto, ne ponudi jedan proces iza koga će svih 27 zemalja članica stati i koji će osigurati da se zemlja najviše bavi onim što joj je bitno da bi postala dio EU, odnosno dio jedinstvenog tržišta Europske unije, onda je teško očekivati političku većinu u Sjevernoj Makedoniji za ispunjavanje i ovih početnih uslova kao što su promjena Ustava, a kamoli onih uslova kojih ne znamo još jer nisu javno kazani od strane Sofije, a koji svi mi koji pratimo i Bugarsku i odnose znamo da prije mogu doći nego što neće doći u narednim koracima. Ади, за крај, каква е атмосферата у Германија во однос на кризата со Иран? Мислам, ги знаеме официјалните ставови на германската влада, но како е во јавноста, што се случува, како се коментира? Rekao bi da postoji najviše strah za sebe, a to je u pitanju porast cijena goriva koji se već ovdje osjećaju i u tom smislu, rekao bih, nije drugačije nego u zemljama Zapadnog Balkana, barem po onome što vidim iz vijesti. Ljudi su poprilično zabrinuti, poprilično su šokirani. Rekao bih da vlada, iako to nije pitanje, u posljednjih godinu dana, odnosno od maja, od kad je kancelar Merz na čelu, u stvari na neki način pokušava da nađe svoj glas u odnosu na Sjedinjene Američke Države i taj glas još uvijek nije dovoljno jasan, odnosno ide od jednog do drugog kraja, međutim ankete pokazuju da u stvari podrške za napade na Iran nema većinske podrške, međutim nešto je ipak veća u odnosu na podršku, recimo vezano što je bilo za Venezuelu, i to naravno odražava, rekao bih, jedan istorijski legacy ili prtljak i odnos prema Izraelu koji i svakodnevni građani Njemačke imaju i sa kojim sa posebnom pozornošću se odnose. Ади, фала. Благодарност за ова вклучување. Петок вечере ти потрошивме добар момент за можеби прочитка во Берлин. Не се секирај, во Берлин партиите почнуваат од 10 на вечер, така што Ади имаш време да Берлин врие од клубови, дојди веројатно најмногу во Европа. Ади го следам на сите социјални мрежи, прилично активен, не би рекол дека нешто му е ова ноќниот живот по Берлин приоритет. Ади, како и да ти благодарам многу за ова вклучување. Тоа беше Ади Черимајич, аналитичар во Европската иницијатива за стабилност. Сашо, тука некаде... Види, само да прочитам, има овдека неколку сувисли коментари на нашата претходна расправа за Иран и така. Интеркулер 740i вели дека ајатолахот во тој муслиманскиот свет не е, шиитите не е највисоката власт, има и нешто се вика Наджаф и така натаму. Точни се тие работи, сега ние не одиме во детали, не сум сигурен дека и сите ги разбираме, па вклучувателно и јас, сите тие нијанси, нели, се разбира. Но ајатолахот има една суприм да, викат и над попот има поп. Да. И заради тоа наша, нели, со ова што викаме со Ватикан, со папата не може да се спореди и така, не сум сигурен. И исто така односите со Русија сепак се многу покомплексни од ова ние што се обидуваме да го раскажеме. Така е, Путин додека беше во состојба
и во друга меѓународна позиција на поинаков начин се однесуваше кон своите глобални стратешки партнери Сирија, Венецуела, Куба, Иран и така. Сега е тоа друга приказна. Моќта му е многу опадната, а прашање што ќе се случува во самата Русија, бидејќи како што гледаме, војната во Украина е во ситуација на една замрзнатост, а мислам дека украинците Дури враќаат територија, ако не се... Враќаат територија, ако се тоа релативно мали територии, така, меѓутоа загубите руски се огромни, 10 на 1 се споредено, бидејќи сега да не влегуваме во таа... Милиони човечки животи потроши. Да не влегуваме во таа расправа, сме правеле, да. Мислам, тотално на и он е во една безизлезна ситуација. Затоа што ако прекине, дома му е хаос. Да, а на Трамп очигледно тоа му стана здодевно. И сега, како да кажем, сега си има нова играчка и после тоа ќе има и друга играчка и ова ќе мора на друг начин да се... Нема таму да има наскоро смирување, меѓутоа како што гледаме, тоа е на известен начин блокирано. И иако русите губат нешто од претходно освоените територии, сепак еден, што викаат, стелмейт, едно замрзнување на односите, а украинците покажа, види, меѓу другото, на крај американците мора да се обратат пред 2 дена на Зеленски за да замолат за помош во однос на борбата против овие неракетниви системи, бидејќи за тоа имаат решение туку за дроновите. Бидејќи украинците станаа навистина светски експерти за борба со дронови и против дронови, и сега Зеленски вика да, ќе ви помогнеме, а имаме ние и наши барања што треба да ги исполните и така. Ете до таму е стигната ситуацијата, да овие што го срамотеа Зеленски по Вашингтон, нели по ова. Многу е интересно како J.D. Vance потполно се изгуби во дебатата, пропаднате, нигде го нема, нешто така повремено патемно коментира, иначе нигде го нема, бидејќи разбира дека па тоа J.D. Vance што имаше изјави за претходната влада на Америка именно за Иран интервенциите така натаму. И сега неговиот председател со негова формална поддршка, пошто му е подпредседател, прави уште поголеми екскурзии. Таа приказна ќе ги чини политички многу и се надевам дека ќе ги чини и се надевам дека тоа ќе се види веќе во ноември во изборите овие среднорочни што ќе ги имаат во Америка. Стоимено, Дарио, не е работата кој повеќе жртви има. Мислам, да руси или украинци, што и да се, милион и кусур човечки животи. Да не зборуваме семејства, судбини, трагедии, како и да е. А резултатот од тоа е што Путин успеа да освои неколку села во Украина. Абе, Стојменов, мислам, видео ти кажам, така е, 10 на 1 се загубите. И не, мислам, тоа тебе може да те разочарува, мене не ме чини ништо посреќен. Русите губат 10 на 1 во однос на загубите украински. И сега тоа може тебе ти звучи неприфатливо, ама така е. Не да се слупа Путин, него доживеа хаварија од која што Путин е пролазна личност, ќе го има уште известно време и ќе го снема. Во историјата на Русија ова ќе остане како еден од најголемите порази кои ќе трајат консеквенците веројатно наредните генерации ќе го плаќаат децени. И како траума и како... И сега ја разбирам дека овде ќе има слој на луѓе кои што мислат дека русите се уште... Русите не се веќе ни регионална сила. Исто кој што има... За ова време за кое разговараме. Исто како што имаше огромен број на... Значи, огромно мнозинство набива за Трампа, да те подсетам. Така е. Не ме чуди иако е Русија најголемиот собственик на нуклеарни глави во светот. Види, можда и ќе привршуваме и така, бидејќи сме веќе 70 на минути и ова. Види, целиот овој развој на настаните, особено по доаѓањето на Трамп, практично сега поставува една принципиелна дилема, не само за светски, туку и за европски рамки. Види, се покажува дека нации кои располагаат со нуклеарно оружје имаат еден дополнителен слој на одбрана. И сега, разноразни држави, вклучувајќи го Иран, вика чекај. Сега, значи, можда и сме имале, можда и сме немале намера за нуклеарно оружје. Мислам дека сега апсолутно после цела оваа епизода, кој знае како ќе заврши и колку ќе трае, они ќе одат кон тоа да имат нуклеарно оружје. Неколку европски земји мислам дека ќе мора сериозно да размислат за тоа. Па добро, Европаните ќе го размислуваат. Да, сакам да кажам, не е доволно само Франција. Германците ќе влезат во таа. Ќе видиме. Мислам дека Полска сериозно ќе размисли.
секако и некои други, бидејќи што се испоставува заради овие лудаци кои што дојдат да го водат светот. Путин и Си Џинпинг исто така еден вака. А за Трамп да не говорам, лудаци за психијатар, се покажува дека уствари само силата е нешто што ти обезбедува Инаку Украина е жртва на незиното согласување да се откаже од нуклеарното оружје. Она беше втора. Подпишаа договор кој го гарантира русите, британците и американците. Да се откаже, И на крај мислам заврши како така е. Да има и они нуклеарни. Зошто? Затоа што се покажува дека нуклеарното вооружување е сепак deterrence, е одвраќање. Бидејќи на крајот на краиштата ти не можеш да знаеш. Се тоа е мерење на лудација, ма ти не можеш да знаеш кој лудак. Нуклеарно наоружување ќе влезе, а европејците ќе влезат, тоа ќе го реши одма. Тоа не е проблем. Да речеме, руската војска која успеа да освои не знам колку во 4 години. Катастрофа. Митот за Црвената армија во 4 години отиде до Берлин. Ова е отиде до Арачиново. Не тера да коментираме за дома, ние почнавме емисијата за дома. За дома ја почнавме, да. За дома пораката е луѓето да сватат дека само со критичко мислење, со притисок врз институциите, без разлика кој е на власт, дека работите може да се променат. Нема друг рецепт, не постои Deus ex machina која е подпишена ВМРО или СДС. Едноставно или нема. дуи за Бара однос на граѓански ангажман, идеја, љубов, емпатија, чувство за солидарност, цивилизацијски вредности, какви што ги подразбира 21 век, па сега тоа е тоа. Една пријателка ме критикуваше, вика многу ретко го спомнувате Дуи. Таа е инаку албанка која мисли дека Дуи е едно од најголемите зла политички во Македонија. Не е она ни со Влен, да не бидам погрешно разбран. И веројатно е така. Затоа што овие дуи се највешти, знаеш како прикриени, тераат агенди, добро, имаат кондиција да издржат, се уште освојуваат повеќе гласови од овие што се на власт, без разлика како тоа после се одразува во градоначалнички или пратенички места, но се уште се повешти се. Искуството на Али Ахмети не можеме да го спориме, кој како сака. Меѓу другото, целата приказка, целата фама околу корумпираноста на Дуи, дуизација на државата. Ништо не видовме. Значи, Дуи ги трна од институциите, со арта групи не знаеме како ќе се ова што се случува. Имено, јас мислам дека... нема некој случајно некаква идеја дека... Не знам каде тука Дуи, пошто е... Внатрешно ситуацијата стои лошо, најмногу економски и ќе биде, не се секреато, тука е само надолу. И покрај овие проекции за ваков раст, таков раст и така натаму, се е тоа. Не брините, бише горе. Тука е само надолу. Вака, оптимистички ја завршуваме оваа епизода, Боријан. Политиканти, не сме ние познати по големи оптимисти, повеќе сме познати можда по известна доза на цинизам. Јас се трудам, ама ја покрај мене не можеш да победиш. Ти прави пизачи. Не стално ми успева. Добро. Ништо, ви благодариме за вниманието и се гледаме наредниот петок. Сашо ќе ми оди пак за Виена, ама ќе бидеме онлайн. Пријатно и од мене и до гледање до следниот петок.